Здраво, ова е 163-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Wolfwalkers на Том Мур и Рос Стюарт, во кој станува збор за младата англиска ловџика Робин Гудфелоу со позајмен глас на Хонор Нимфси, заедно со нејзиниот татко ловџија Бил со позајмен глас на Шон Бин, патуваат за Ирска да помогнат на локалното население на малото градче да ја отстранат последната волчја глутница. Робин налетува на младата слободоумна девојка Меб Ок Мекентајр, глумена од Ева Уитакер, која доаѓа од мистериозно племе, за кое се говори дека се трансформира во волци во ноќта. Кога Робин ќе ја спаси оваа девојка од природата, тие се спријателуваат и на Робин ќе и биде понудена уникатна можност да погледне низ очите на Wolfwalkers, дозволувајќи низината душа да шета нескротено низ ноќта, согледувајќи како живеат прогонетите луѓе волци, кои не се ништо поразлични од низиниот татко кој е најмен да ги сотре. Том Мур е познат по неговиот уникатен пристап за оживување на келтската митологија, подпирајќи се на начела од ирските фолклорни преданија од минатото, парадигматика исполнета со суеверие и магија, прикажувајќи го овој период во кој природата се сметала за нескротена и демонска, па затоа све што не можеле пуританците да го контролираат, било антагонизирано и омразено. Тоа е зачетокот на градењето на поларизацијата на двата светови во овој филм, која го пресликува судирот на двата ешалони, доловувајќи го конфликтот на пуританството со паганизмот, кај што со помош на синекдоха е синтетизиран во главните ликови, олицетворени во англичанката и иркињата. Поделеноста станува очигледна, што се должи на последиците на колониализмот, на што беше склон или Покахонтас, кај што на едната страна на лествицата ги забележуваме граѓаните кои се манипулирани со помош на религиозниот екстремизам и фанатизам, хранети со преджвакани формулации, контролирајќи ја популацијата со леење страв, наспроти кои се наоѓа таборот на домородците кои живееле на пределите многу пред да бидат искористени за бенефитите на доселениците и да се развие овој закрвен анимозитет кој вродил со протерување и ликвидација на овие девијации во природата. Искористена е помалку познатата фолклорна матрица за постоечката клетва на луѓето волци од Аусери, кои се трансформирале во животни, која вклучува инволвирање на дејанијата на Свети Патрик и спиритуално трансцендентирање во стапките на волците со напуштање на човечкото тело, на што биле склони оваа групација на давнешни друиди и негуватели. Секако дека не смее да се занемарат еколошките аспекти на делото, односно нишките кои се повлекуваат за спас на исчезнувачките видови при разорниот процес на уништување на флората и фауната, со цел да се поттикне тенденцијата за зачувување на благодетите на природата, наместо да се узурпираат и искористат за монетарен бенефит, што за жал станува чест случај денес. Жителите на градчето ја прифаќаат здраво за готово искажаната преамбула за злобата на луѓето волци кои живеат во шумата, свирепа и зловеста реторика на автократите исполнета со презир, која што се пренесува од генерација на генерација, подеднакво штетна како крвната одмазда, која се базира на злонамерните памфлети кои се раздавале помеѓу населението, летоци кои се аналогни екземплари на заедливите твитови од денешницата кои служат за двоење на народот на омразени табори оквалификувани со погрдни атрибути. Наспроти оваа дихотомија на редот против нередот, делото содржи длабоко вкоренета приказна за себеспознание, coming of age инстанца на формативните години, во која само кога ловџиката ќе се стави во кожата на жртвата, ќе може да го погледне светот со нови очи, да дојде до негово ново согледување. Имено додека не настане преобразбата во туѓото тело, нема да може да се согледаат волците што представуваат, наместо по аналогија, односно по автоматизам да се окарактеризирани како непријатели. Штом погледне Робин со собствените очи, ќе може да донесе заклучок кој ќе се базира врз незината собствена призма, забележувајќи ги сличностите со незината врсничка, демистифирајќи ги како монструми кои треба да се гонат, туку се изнаоѓа начин девојките со различни животогледи, искуства и потекло да воспостават соработка помеѓу себе, наместо подвоеност, за да настане спасението на светот, кое е возможно само кога еден од нив ќе одлучи да зачекори во туѓите чевли,
се хуманизира непријателот и поима светот во друго светло. Со задоволство можела констатирам дека максимално се искористени потенцијалите на 2D цртежот, кој служи на приказната, а не обратно. Филмот го предводат две млади, независни, пргави, своеглави девојки, кои, иако имаат различно животно искуство и потекло, нема разлики во нивните вредностни системи за правење на светот подобро место за живеење, постапка со која се анулираат сите можни разлики помеѓу нив, со тоа што се продукти на средината, па затоа и цртежот соодветствува на околината. Станува збор за соочување од 17-тиот век, кај што градчето е со истакнати геометриски агли, симетрија, со острина и косина, дури и со илузија дека е слоевито печатен еден врз друг цртеж, за да се постигне текстура, наваре се работи на офсет мултипринт со чекор надвор од прецизноста што ја нуди компјутерската анимација, истакнувајќи ги импресионистичките можности на цртежот да се оди надвор од рамките на цврсто детерминираната линија. Наспроти ригидните решетки на затворениот град со монохроматски и десатурирани бои, забележуваме негов контрапункт, односно контрастна дистинкција на живописен свет со вибрантни бои, со која е доловена разиграната природа, која е сублимант на инстинктивноста, слободарскиот дух и несопирливата енергичност. Оваа фриволност најдобро е илустрирана во така наречениот Wolf Vision, односно преобразбата од човечкото во анималистичкото битие, кај што има засилен мирис и намален видик, користејќи ги предностите во легурата на стариот и новиот медиум, визуелно илустрирано со флуидна анимација, која делува како влез во рингишпил на ова вонтелесно доживување, реконструирано со помош на реверзибилна обработка, иницирано од VR, приказ на околината, која потоа е принтана, доцртана со молив и обработена како цртеж, за повторно да биде составена во процесот на анимирање. Овој чин говори за силината на цртежот, кој делува како бајковидна дамнешна детска книга, давајќи му вонвременски квалитети на филмот, подсетувајќи од една страна на анимацијата на студиото на Дизни од 60-тите и 70-тите, кај што сите инкери и файнлайн артисти заемно колаборираат, за да се подобри процесот на анимацијата на сите нивоа и рамништа, со позадини нели аналогни на 101 далматинец, амулирајќи го стилот на цртеж реминесцентен за Three Shadows на Кирил Педроса, и од друга страна очигледно е силното влијание на студиото Гибли, конкретно The Tale of Princess Kaguya, со мотив на тенчење на границите на цртежот, а сепак задржувајќи ги дидактичките намери на творбата, реализирана во манирот на детските анимирани филмови, иако, според тематските еколошки одредници, сроден е повеќе и со Наусика of Valley of the Winds и Принцес Мононоке. Спојна најдоброто од двата света на анимација, висок пиедестал, на кој, за мене, 2D цртежот и стоп моушен анимацијата секојаш ќе ја надвиснуваат 3D компјутерската анимација. Некои од ликовите соодветствуваат на актерите кои ги поземуваат гласовите и нивните темпераменти, а некои не, со тоа што граѓаните се со јасни линии и симетрија наспроти заобленоста на животните. За да биде комплетен преносот во светот на Тоби и Рос, секако дека е потребна музичката соработка со композиторот Бруно Куле, кој создава гудачка оркестрација, засилена со мелодиите на дувачките инструменти, која содржи заумни и магични квалитети, надополнети од модерните фолклорни творби на бендот Кила и секако прекрасниот засек на филмот со одличната изведба на Running with the Wolves на Аурора во трансформативниот период, кога Робин го осознава светот на волците на своја кожа. Монтажерите Дарак Бърн, Ричи Коди и Дарен Ти Холмс се погрижија течението на филмот да биде јасно и сосредоточено, разбирливо за следење и за најмладите и највозрастните гледачи. Долгометражен анимиран филм, кој е работен во 2D техника, е енормен зафат и одзема голем временски период, што студиото Cartoon Saloon го чинело 7 години, кај што може јасно да се забележи еволуцијата на стилот на цртежот од The Secret of Kells преку Song of the Sea, за да се комплетира за цртаниот триптих. Поделеноста на световите е начната дури и во Song of the Sea, кај што имаме симетрија наспроти разиграност на форма, односно во новиот филм илустриран е преминот од јасната линија во акварелите на природата. Режисерот Том Мур го започна келтскиот серијал заедно со Нора Туме во 2009 година со The Secret of Kells, во кој младо момче кое имаше магични авантури насреде воените опсади со помош на атипична книга,
го продолжи со Song of the Sea во 2014 година, кај што младата Шорси може да се претвори во кит со цел да ги ослободи самовилите и да го спаси магичниот свет, комплетирајќи го триптихот со уште една авантура која подразбира трансформација на протагонистката во животно. Истата година го сработи и сегментот On Love од омнибусот The Prophet, а во лимитираните киносали, кај што ќе се прикажува Wolfwalkers, ќе се емитува и краткиот анимиран филм за предупредувањето на јагуарот, за еколошката катастрофа во Greenpeace There's a Monster in My Kitchen, а моментално работи како режисер на 2D анимацијата The Inventor и продуцирајќи го My Father's Dragon. На Нора и го продуцираше и The Breadwinner од 2017 година, а неговиот соработник Рос Стюарт има работено претходно како концепт артист на неговите филмови и на Paranorman, пред да го конципираат заедно новиот проект, така што веќе е урамнотежен стилот на анимирање на овие ирски цртачи. Не се сомневам дека некој ќе ја протолкува сршта на делото како излишна, симплистичка и наивна, за целосно да ја занемари, со неможност да погледне што се крие под анимацијата наменета за најмладите, одбивајќи да даде релевантност на хуманизацијата која ја содржи делото, во релацијата помеѓу таткото и ќерката и неговото полнозначно и легитимно реферирање во денешницата, која е многу пострашна од овој филм. Факт е дека Том си најде своја нитка во анимирањето на фолклорните преданија, кои, иако содржат репетитивни именители, постапките во кои се реализирани се сосема различни. Филмот ја имаше својата премиера на Интернационалниот филмски фестивал во Торонто, а потоа играше во Лондон, EFI, Манчестер, Корк и фестивалот во Лиц, пред да заврши на стриминг платформата на Apple+, станувајќи првиот анимиран филм кој е номиниран за интернационален филм на наградите Готам и се надевам дека ќе се доближи до Оскарите оваа година. Филмот на успешен начин го отсликува во 2D цртежот и во премисата, поларитетот на менажеријата на малото градче, наспроти идиличната природа, прикажува судир на население контролирано од клаузули на страф од типот на ако не можеме да ги скротиме, ќе ги уништиме, наспроти протераните жители поради различностите, што е ужасно применливо на денешните поделби. Тоа значи дека филмот на Гиблиев начин содржи една здрава лекција на соживот и меѓусебно разбирање и помош, која не само што треба да стане мантра на најмладите за да ја спасат иднината на светот на возрастните, кои ја имаат занемарено и заборавено оваа животна лекција со нивните безцелни раздори и антагонизирање. Без разлика што изгледаме различно, сепак сите сме исти. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Wolfwalkers од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 163-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!